18-годишниот Симеон Симеонов од Кочани втора година поред го истрчува полумаратонот на 21 километар. Оваа година се надминал и себе си, бидејќи го истрчал за 1 час и 54 минути, што е за 4 минути побрзо од минатата година, кој го поминал за 1 час и 58 минути. Вели дека за да се постигне целта, било да е на полу или цел маратон, потребни се долги подготовки, но и истрајност, упорност и самодоверба. Скопскиот маратон е голем настан во кој учествуваат голем број на луѓе. На мене ми беше предизвик втор пат да го истрчам полумаратонот. Трчањето е добро за здравето и за одржување на телото. Секој што сака да го истрча полумаратонот кој е 21 км му се потребни припреми. Почни да може да го истрча полумаратон му се потребно од 8 до 12 месеци подготовки во зависност на неговата издржливост и упорност. Јас трчам околу 3 години, но сепак имам подготовки кои траја 4 месеци. Имаше голема конкуренција, но сепак ја успеав да истрчам 21 км и да стигнам до целта. Симеонов е ученик во 4-та година во Средното општинско училиште Гошо Викентиев на смерот за компјутерска техника и автоматика. Своето школување по матурирањето сака да го продолжи на информатика програмирање, но вели дека од трчањето нема да се откаже, бидејќи е добро за здравието и одлично делува на целиот организам. Затоа и го препорачува на сите што сакаат да се занимаваат со спорт, трчањето да го практикуваат рекреативно. Инаку Симеонов на полумаратонот трчаше заедно со неговата сестра, која што и таа стигна до целта, и неговиот татко, кој што го истрча целиот маратон од 42 километри. Инаку на овогодишното 14-то издание на Скопскиот маратон беа пријавени рекорден број учесници, над 10.000 од 58 земји, а главен промотор беше светската рекордерка Пола Редклиф. Трката која се состоеше од маратон, полумаратон, штафета и трка 5000 метри ја проследија огромен број граѓани, а како и секоја година, така и ова имаше доста учесници и од Кочани.